30 години од смртта на Сашко Гешовски. Денеска се навршуваат 30 години од трагичната смрт на Сашко Гешовски, кој го даде својот млад живот во конфликтот во СФРЈ. Се чествуваше на неговото вечно почивалиште на градските гробишта во Кавадарци. На гробот на Сашко цвеќе положија градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и председателот на Советот Ристо Сакалиев. Прво би сакал да изразам сочувство до семејството, до најблиските, до пријателите на Сашо Гешовски. Јас како носител на функција градоначалник, како дете се сеќавам на овој настан, 1991 година, еден немил настан меѓу првите жртви во распадот на Југославија, од нашите брнители кои што овозможиле ден денеска да живееме нормално и да бидеме една држава која што функционираме и општина. Како градоначалник одсегаш во моите сеќавања останало тоа дека една неправда која што е створена, неправда, ако може да кажеме, или една неудоволување на едно вакво лице како Сашко Гешовски, затоа што се сеќавам како дете дека имаш неколку предлози, требаше спортска сала да биде посветена на негово име, па други објекти, меѓутоа до сега не е остварено ништо. Се одлучив на оваков предлог, заедно со семејството и со Советот на општина Кавадарци. Формиравме доброволно противпожарно друштво кај што учествуваат сите невладени организации, сите спортски објекти. И врз основа на тоа денеска ќе биде формирано официјално тоа противпожарно друштво од 12:20 на градски плоштад во Кавадарци. Че може секој еден кој што сака да се зачлени во тоа друштво да пристапи со пристапница под името Сашко Гешовски и тоа друштво да функционира во една вечност во делот на хуманитарните работи при противпожарната единица во Кавадарци. Меѓутоа општина Кавадарци заедно со нас и со Советот нема да застане тука. Еве јас можам денеска да ветам тука од ова место дека заедно со Советот и со стручните служби ќе бареме уште посоодветна посветеност на името Сашко Гешовски, заедно со нашите историчари и со сите работи да посветиме некои објекти од траен карактер кои што ќе го носи неговото име, кој што е заслужено за да биде сегаш со нас тука и со нашите деца и внуци и да биде траен. Нека му е вечна слава за ново години. Амин. Решивме да името на доброволното противпожарно друштво да го носи името на Сашко Гешовски. Разговаравме телефонски, не можем да се видиме, нели самата ситуација короната не го дозволи тоа. Добиме зелено светло од ваша страна, така да мило ни е тоа, да ви се заблагодариме како друштво сега, спрема вашата фамилија што дозволите да го користиме името на Сашко Гешовски, ќе го оправдаме тоа име, ќе бидеме хуманитарни максимално колку што можеме и да го зачуваме, нели? Мислам дека го заслужува тоа сето. Го запознав Ичка Гоце, го запознавам вас, така да ќе си ја вршиме службата баш како што треба да биде. Предлогот беше лично на градоначалникот, согласноста беше заедничка сета, мислам, така да ќе ви информираме нели како што ќе идат настаните, ќе си бидеме во тек, ќе комуницираме електронски, ќе мораме, всичко го сме тука поблиску. Така да се што е потребно ќе бидеме на линија. Помина 30 години за нас тажни, али мило ми е што се основа во друштво едино од политичките фактори, едино што дојда, што го посетија гробот на Сашко, тоа е Ѓоре Иванов, бившиот председател и господинот градоначалник, што е со татко му беме добри пријатели, го посети. Иначе други никој не дојде да посети. За спортската сала требеше да го носи Сашко Гешовски и Петре Тодоровски. Од тука што требеше да се постила со мермерни и постила таа влада, тој градоначалник, не му го спомнувам името, приликом не заслужuje, мермерните плочки што требеше тука ги турија на плоштадот. Иначе викам, ми е мило што дојдоте и да не го заборавите. Он така беше млад, не ограничуваше дали е ром, иначе со ромите ром беше, иначе беше добар другар. Брейкденс и ламбада му беа најомилените. Со Бој Ѓорџ го емитираше. Ама ете, дојде на овај ден да го снема. Тоа е
Друго, не пожелувам на никој на ваква младост, а имаше само 19 години. И тоа ја услужи и не се врати веќе. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.